Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општината Битола за 7.11.2022 година во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Локален акционен план на општина Битола и ромската заедница. Молам известителот по оваа точка да се произнесе. Благодарам. Значи, општина Битола, како што знаете, во сите области задолжена е, надлежна и мора да доставува акцијски планови, односно стратегии. Претходниот акцијски план беше со важност негде до 2021 година, така да се јави потреба за изработка на нов акцијски план за ромската заедница. Со тоа што тргнувајќи од меморандумот кој што ги има општина Битола подпишано во рамките на проектот Ромактет со Совет на Европа и Министерството за труд и социјална политика, се јави потреба дека тие ќе ни помогнат во изработката на овој акцијски план, така да со средства на УСАИД и со нивна медитација во целиот овој процес се изработи овој акцијски план за ромската заедница 2023-2024. Како и секој акцијски план, значи се состои во првичниот дел има една општа состојба, односно податоци каква е состојбата на во ромската заедница во Битола, во поглед на здравство, образование, домување и вработување. Всушност тоа се главните теми врз кои се потоа од овие податоци кои што се во првичниот дел се потаму се дефинирани значи активности во сите овие 4 области. Морам да наведам дека сите овие активности кои што се наведени се гледате за пократок период од 2 години, бидејќи во моментот се активни 2 проекти за ромската заедница, односно 3. Едниот е Баир проектот, така да дел од тие активности се внесени во овој акцијски план, потоа проектот Ромактет и исто така уште проекти имаме Ромалитико преку УСАИД. Големи финансиски импликации за општина Битола нема, односно освен она што е во делот нели на канализација, водовод и кој што се нели наша обврска, бидејќи сепак има таму луѓе кои што немаат приклучок до вода, до канализација. Значи, согласно динамиката на јавните претпријатии на општината се внесени тие активности. Во делот на домувањето, најголем дел од активностите се од проектот Баир, каде што ќе имаме нели легализација таму на 50 куќи, ќе се прави исто така подобрување нели реновирање на неколку куќи исто така преку овој проект. Значи, средствата се обезбедени од проектот на Европска унија. Во делот на образование, нормално се оние активности за нивно се поголема застапеност во основното и средно образование, вклучување на образовни тутори кои што ги имаше и претходно, значи тие се тие активности кои што се нели обврска наша како општина заедно со надлежното министерство. Во делот на здравство, знаете дека го имаме здравствениот едукативен центар кој што неодамна го отворивме и тој е веќе еден друг проект од Еразмус програмата, каде што обврска на општина Битола е само согласно тој проект во наредните 2 години да обезбедиме здравствен медијатор кој што ќе работи во тој центар во соработка со останатите здравствени институции кои што ќе им дава нели првенствено превентивна заштита на населението и ќе ги упатува онаму каде што треба да се насочат. Во делот на вработување повеќе се активностите во насока на нивно информирање за она што се случува согласно оперативните мерки и огласите кои што се во агенцијата за вработување. И некое посредување нели со приватниот сектор ќе се обидеме да направиме во смисла да нивно поголемо вклучување нели во односно нивно вработување, бидејќи знаете дека најголем дел од нивното вработување е неформално вработување. Така да тоа се овие некои мерки и активности кои што планираме да ги спроведеме во наредниот 2-годишен период 23-24. Повелете ако имате прашања. Благодарам. Дали има прашања по оваа точка? Повелете, колега Парлевски. Се извинувам. Мене ме интересира во однос на овие статистиките кои што ги имате извадено во однос на степенот на образование и така натаму кои што ги делува, вика во одреден период, значи колку деца завршили, колку се во основно моментално 600 деца, а во средно се 77. Дали општината превзема нешто, ги пријавуваат бидејќи средното образование е задолжително за оваа популација, за да потоа може да се поедуцирани, да се вработуваат и да ги остваруваат своите права.
Општината повеќе е насочена во претходниот период за основното образование, бидејќи првично е многу битно тие нели да се запишат и во прво деление. Тоа не беше многу голем проблем во претходниот период и сега не велам дека не е, бидејќи родителите тргнувајќи од тоа дека немаат соодветни услови, квалитетен живот и тие не се согласуваат да ги пуштат ни во прво деление. Потоа проблем му е превозот, нели истото го имаме и со градинките. Знаете дека секоја година општината, не знам колку, во програмата за социјала издвојуваме по 640.000 денари за 30 деца, општината партиципира за градинка на овие деца. Со тоа што морам да кажам дека не секогаш не е целосно исполнет тој број на деца кои што и покрај тоа што му е бесплатна градинката, тие не одат бидејќи мислам и покрај тоа што разговараме со родителите, тие не секогаш се волни да сакат да ги пуштат своите деца. Меѓутоа се прават напори. Со средното образование имаме тука некои активности со тие тутори, образовни медијатори, да пробаме, значи сега во наредниот период малце повеќе да ги активираме и во средно образование. Меѓутоа мислам дека имаме сепак напредок во таа насока, дека покрај основно веќе се повеќе се запишуваат во средно, а дури и голем дел од нив завршуваат и факултет. Има мерки во планот. Благодарам. И уште едно, во однос на цела оваа програма што мислам локален акционен план што има општина Битола и ромската заедница, од реконструкција, изработка, гледам на урбанистички планови, легализации. Проектот Бајер, спомнав претходно. Добро, да, го спомнавте. Бидејќи захтеваат, гледам и финансиски средства кои што се дел од општина МТСП, УСАИД и така натаму, ние бидејќи поставена е рамка јануари 2023, јуни 2024 и така натаму, датуми и суми. Ова програма ќе ја видиме во програмата за социјална заштита за наредната година. За наредната година и во останатите програми, како што е програмата од комуналното деление, нели тие се повеќе програми, тука се дел од активностите. Морам да кажам, стои на крајот дека овие активности ни се одобрени од страна на Министерството за труд и социјална политика, што е многу важно, бидејќи нели тие ни се како партнер во спроведувањето на сите овие активности и во рамките на проектите кои што ги реализираме. Голем дел од активностите се од европскиот проект Бајер. Тука се туповите, легализација, реконструкција на куќи и има нешто и со наши средства, значи општински, гледате тука за некои од реконструкциите се планирани. Значи сето тоа ќе биде во програмите 23-24 на општина Битола. Образование, труд и социјала, да. Можеме да ги видиме, бидејќи пример уште сега е тоа што рековте пред малце, реконструкција на домови и така натаму од општина Битола, кои што се едното е 27, најмалце 27, другите се 4. И за да можеме кога ќе го гледаме буџетот дали ќе бидат пресликани во Да, пошто јас ги бранам обично тие програми, а другите ќе им кажам да ви нагласат дека се согласно акцијски план да наведат. Благодарам. Дали има друг прашања по оваа точка? Констатирам дека нема повеќе прашања и преминуваме кон гласање. Денешниот дневен ред имаше само една точка и дали сте согласни за усвојување на истиот и како после точката? Благодарам. И преминуваме на гласање на оваа точка. Локален акционен план на општина Битола и ромската заедница. Кој е за? Благодарам. Завршуваме со Комисијата за јавни дејности.